Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате шестиот дел од книгата Основни и суштински информации за Ахмадијатот. Оваа книга ја напишал Хаџијата Уллах Халеем. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Привремени олеснувања кои халифатул Месих ги уважил за новите членови. Поради ситуацијата со која се соочуваат новите членови на Ахмадија џемаатот, кои се уште во потполност не ја стекнале навиката за финансиско жртвување кон Аллаховиот пат, Хазрети Халифатул Месих IV, разијалаху анху, им дал олеснување во тој поглед, односно месечно да издвојуваат онолку колку што се во можност, значи според својата моментална ситуација. Значи тие во сегашните услови се ослободени од плаќањето на точно утврдената тарифа од 1/16 од приходите. Меѓутоа, кога Аллах Џелешануху ги надари со својата милост и нивната сегашна ситуација ја промени на подобро, и кога во потполност ја сватат важноста на тоа, од нив ке се бара да плаќаат 1/16 од својот приход секој месец. Битно е секој Ахмадија муслиман да ја плаќа членарината и без оглед на тешкотиите редовно да издвојува секој месец. Тие сами ќе увидат дека Бог се повеќе ги обезбедува како што ветил, а тие самите ќе бидат сведоци како Бог ги наградува во овие жртвувања. Помошни организации на џемаатот. Секоја секција, како дел од џемаатот, е организирана во асоциација со цел за подучување на моралните и духовните вредности и тежи кон остварување на целите на џемаатот. Маџлис Ансарулах го сочинуваат сите машки членови постари од 40 години. Маџлис Худам Ул Ахмадија го сочинуваат сите машки членови на џемаатот од 15 до 40 години старост. Атфатул Ахмадија, овој сојуз го сочинуваат сите машки деца од 7 до 15 години старост. Лагина и Мауллах го сочинуваат сите женски членови на џемаатот постари од 15 години. Насиратул Ахмадија го сочинуваат сите девојки на џемаатот од 7 до 15 години старост. Секој од овие тела има своји представници и секретари и непрестано е активно во унапредувањето на духовните и моралните вредности на исламот. Заедничко на сите овие секции на џемаатот, кои меѓусебно се поврзани преку цврсти врски во братството, е тоа да под заштита на сојузот ги извршуваат своите обврски без пристрасност и без оглед на тоа за која работа се работи и во секој момент да се трудат да го подигнат стандардот во работата. Сдруженијето на жените, помеѓу другото, се труди да ја стимулира креативноста и уметничките способности на своите членови во различни дејности, како што се домашните работи и слично. Обврски, заклетви за членовите на помошните организации. Од членовите на секоја помошна организација се бара на почетокот да станат и гласно да ја изговорат заклетвата. Заклетвата на секоја организација започнува со келиме и шехадет. Ешхеду Аллах иллахе иллаллах, ве ешхеду енне Мухаммеден, абдуху ва расуллуху. Што значи, сведочам и верувам дека нема друг Бог освен Аллах. Он е еден и нема партнер. И верувам и сведочам дека Мухаммед е негов роб и пратеник. मेरी झोली में कुछ नहीं मौला पेट खाली है हाथ खाली है जिंदगी का सफर निभाने को मैं अकेला. Заклетва Ансарулах, мажи постари од 40 години. Свечено ветувам дека до крајот на својот живот ќе работам на зацврстување и пропагирање на исламот и Ахмадијатот и ќе им помагам на институциите на халифатот.
Исто така, ќе бидам спремен да ја дадам најголемата жртва за оваа работа. И понатаму, ќе ги упатам своите деца да останат со халифатот во Ахмадијатот, иншалах. Заклетва Худамул Ахмадија, мажи од 15 до 40 години. Свечено ветувам дека до крајот на својот живот ќе бидам спремен за својата вера, земја и нација да го жртвувам својот живот, богатство, време и чест. Исто така ќе бидам спремен на секаква жртва во цел на одржување на континуитетот на халифатот во Ахмадијатот. Ќе верувам во секоја одлука која ја донесе халифата и ќе истраам во тоа, иншалах. Заклетва Атфалул Ахмадија, машки деца од 7 до 15 години. Ветувам дека секогаш ќе бидам спремен да изслужам на верата Ислам, Ахмадијатот, нацијата и земјата. Секогаш ќе ја говорам вистината, никогаш никого нема да го измамам, иншалах. Заклетва Лагина и Маулах, жени постари од 15 години. Ветувам дека секогаш во името на верата и заедницата ќе бидам спремна да го жртвувам својот живот, време, имот и деца. Секогаш ќе ја следам вистината и ќе бидам спремна да направам секаква жртва за овековечување на халифатот во Ахмадијатот. Иншалах. Заклетва на Сиратул Ахмадија, девојки од 7 до 15 години. Свечено ветувам дека секогаш ќе бидам спремна да му служам на Исламот, мојата нација и мојата земја, и дека секогаш ќе ја следам вистината, иншалах. Верскиот и општествениот придонес на Ахмадија џемаатот ширум светот. Покрај обсежниот коментар на честниот Куран во 5 тома на англиски јазик и делумниот коментар во 10 книги на урду јазикот, потоа 9 на арапскиот јазик, Ахмадија џемаатот објави превод на честниот Куран на повеќе од 70 светски јазици, меѓу кои асами, албански, бангала, германски, грчки, гуѓрати, лугунда, малајски, малјалум, шведски, шпански, синдхи, босански, бугарски, бурмесе, чешки, кинајски, холандски, дански, англиски, есперанто, француски, фигијан, фанти, гурмукхи, хинди, хоуса, унгарски, индонезиски, италијански, јапонски, корејски, кикију, кунтри, курди, каромо, мандај, маратахи, норвешки, ории, ојгхур, португалски, персиски, полски, пенџаби, пашто, руски, свахили, сараеки, тувалу, турски, таелегу, урду, виетнамски, јоруба, узбек, креолски, маурициус. Книгата Одбрани ајети од честниот Куран е преведена на 130 јазици. Одбраните хадици на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем исто така се преведени на сите наведени јазици. Обштествениот придонес на Ахмадија џемаатот надвор од Пакистан. Изградено џамии преку 15.000, мисионерски седишта во 85 земји и 1533 мисионерски центри, болници 45 во 37 земји во Африка и Гватемала, училишта 465, медицински училишта 58. Со Божја помош, овие бројки растат секоја година. Покрај големиот број на книги за исламското учење и животот на честниот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи веселем, кои се печатени на различни светски јазици, Ахмадија џемаатот печати и издава 108 различни дневни, неделни и месечни весници во 39 земји на 17 јазици. Во 1992 година џемаатот покрена сателитска програма. Денеска таа се емитува преку 3 канала, од кои еден е на арапски јазик и на него го пратат верниците од арапските земји. На останатите 2 канала, МТА Интернационал, 24 часа дневно се емитува програма на многу јазици. Иднината на Ахмадија џемаатот.
како му е објавено на ветениот Месија, основачот на џемаатот. Возвишениот Аллах непрестано ми објавуваше дека ќе ме надари со голема победа и дека мојата љубов ќе ја всади во човечките срца, дека мојата заедница ќе ја прошири во целиот свет, дека мојот џемаат ќе го направи помоќен од сите секти и дека на членовите од мојот џемаат ќе им подари извонредно знаење и разбирање, така да, преку светлината на вистината и со помош на доказите и знаците, ќе може да надвладее над се. Секоја нација ќе пие од оваа фонтана, а ова движење ќе се шири и напредува, така што конечно ќе го опфати целиот свет. На својот пат ќе има многу пречки и ќе биде соочен со многу искушенија. Меѓутоа, Аллах Џелешануху ќе ги отклони сите пречки од нивниот пат и ќе го исполни своето ветување. Обраќајќи ми се, Аллах Џелешануху ми рече: јас ќе ти дадам такви благодати и благосостојба, што и кралевите ќе бараат благодат од твојата облека. Затоа, сите вие кои слушнете, запомнете ги овие зборови и верувајте во ова предскажување, бидејќи се тоа Аллахови зборови, кои еден ден мора да се остварат. Сите вери, освен Исламот, ќе исчезнат и сите оружја ќе се скршат, освен небеското оружје, во служба на Исламот. Тоа нема да се скрши, ниту ќе остапи се додека мрачните сили не ги скрши во парчиња. Многу брзо, потполно ќе се оствари Аллаховото единство, така што и оние неуките и неупатените во било која вера ќе почнат да проповедаат ширум светот. О, сите луѓе, слушајте, ова е неговото предскажување на оној кој ги создаде небесата и земјата. Он ќе го расшири ова движење во сите земји и со аргументи и факти ќе го направи доминантно над сите. Се ближат деновите кога ќе остане само една вера, која со чест ќе се споменува. Аллах Џелешануху ќе го благослови ова движење, а посебно оваа вера, и ќе го оневозможи секој оној кој ќе проба да ја уништи. Оваа надмок ќе трае се до судниот ден. Бидете сигурни дека ова дрво е засадено со Божјата рака. Бог никогаш нема да дозволи да пропаднете. Он нема да биде задоволен доколку не го доведете на пиедестал. Он ќе се погрижи тоа да биде добро наводенето и ќе изгради заштитна ограда околу него. Вака Бог ќе ги благослови моите следбеници и ќе го покаже необичниот напредок. Може би луѓето мислат дека христијанството на крајот ќе се прошири во светот или дека тоа ќе биде будизмот кој ќе преовлада. Но ова мислење сигурно е погрешно. Запомнете дека ништо не се случува на земјата додека тоа не биде одлучено на небото. И Богот на небото мене ми довери дека на крајот верата Ислам ќе ги освои срцата. Јас дојдов само да го посеам семето и семето со мојата рака е посеано. Тоа ќе расте и ќе се развива и никој нема да може да го сопре. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير मिस्र जाने को जी मचलता है पर अकेला हूँ खौफ खाऊंगा दस्तो बाजू कोई अता कर दे लौट कर तब वतन को जाऊंगा दिल से ये मुस्तरब दुआ उठी रब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर रब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर रब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर. Ова е последниот дел и книгата Основни и суштински информации за Ахмадијатот е завршена. Еселаму алейкум.